Сте правили попис на предметите? Информација ќе имате официјално од обвинителството во текот на денот и за содржината на дописот од јавниот обвинител и за она што можеме да го соопштиме како информација. Во овој момент не би можела ништо да ви соопштам. Последните консултации со колегите ќе ги направиме денес и ќе објавиме официјален став на обвинителството. Имаме инфо дека уствари веќе се прави попис на предметите во СЈО. Значи, како што кажа, во текот на денот ќе ви дадеме детална информација за се што е предмет на интерес на јавноста. Ќе излезе некој на прес или како? Не, ќе имаме соопштение на нашата веб страна. Христоска, како вас ќе ве враќаат во основно јавно кога во законот пишува дека треба да се вратите во обвинителство со приближно иста плата или Мислам дека за тоа треба да се обратите во советот на обвинители. добро, имате така, мислење? ви благодарам многу. Денес ќе имат судбината ваша на Значи вака сега, како што кажав и претходно, денес ќе имаме соопштение во кое што ќе се потрудиме да ги исцрпиме сите прашања од интерес на јавноста. Како што кажав и претходно, со колегите треба да направиме последни консултации во кои што ќе имаме став за речиси сите прашања кои што се предмет на ваш интерес. Во овој момент не би можела да ви дадам. изиграно бидејќи политичарите не успеаат да се договорат за нов закон каде што целиот тим ќе се префрли и ќе продолжи да работи. Ние многу пати апелиравме за важноста за носење на тој закон и последното наше соопштение апострофира од повеќе причини зошто е важно да се донесе тој закон, така што СЈО се уште постои, се уште функционираме, по законот за СЈО до 2020 постои септември, така што верувам дека ќе најдат начин. Јас се уште не губам надеж и верувам дека ќе се најде известно законско решение. За се останато ве молам, стварно се брзаме на суд, се извинувам. Не знаеме дали нема да има или ќе има, ќе видиме, се бориме за сите вработени, за истражителите и за обвинителите. Сега се брзам на суд, ќе ме извините, ќе имаме соопштение. Ви благодарам. Има решение да новиве. Се надеваме, секогаш се надеваме дека ќе има решение.